Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Добар ден, ја слушате економската емисија Бројки на Радио Слободна Македонија. Мој гостин денеска директорот на Агенцијата за супервизија на осигурувањето Климе Поповски. Добар ден, господине Поповски, ви благодарам што издвоите време да гостувате во Радио Слободна Македонија. Добар ден и благодарам на вашата покана и ги поздравам сите слушатели на Радио Слободна Македонија. Ви благодарам. Агенцијата за супервизија неодамна ги сумираше податоците за работењето за минатата година. Што покажуваат тие податоци? Податоците за 2015 година покажуваат дека осигурителниот сектор во Република Македонија слободно можеме да констатираме дека имаше најуспешна година во последните 10 години во однос на пораст на бројот на продадени полиси за осигурување. Овој пораст се однесува во двата сегменти на осигурувањето, и неживот и осигурување на живот. Па сега ќе ви ги дадам и некои од самите бројки. Вкупниот пораст изнесуваше 8,51%, значи и живот и неживот. Или во денари вкупната продажба на полиси достигна до рекордни 8 милиарди 279 милиони денари. Порастот во сегментот на неживотно осигурување изнесуваше 6,4%, кој што исто представува највисок пораст во последниве години, бидејќи претходните години тој пораст се движеше негде измеѓу 3 до 4%, а сега достигна скоро 6,4-6,5%. Во сегментот на осигурување на живот продолжува трендот на двоцифрени стапки на пораст, каде што минималната стапка на пораст е негде околу 20%, а во 2015 година, споредбено во однос на 2014 година, овој пораст достигна до скоро 24%. Значи имаме таа интензивна динамика на развој на осигурувањето на живот. Зошто е толку поголем процентот на пораст кај животното осигурување? Па постојат неколку фактори зошто осигурувањето на живот расте со вакви динамични стапки на пораст. Нормално ниската стапка на пенетрација, односно малиот основ кој што го имаме ние во осигурување на живот, имајќи пред дека историскиот развој на на животното осигурување датира во последниве 10 години. Значи од 2005 година беше првата формирана специјализирана компанија за животно осигурување. Така да природно е да како што расте понудата, како што се зголемија бројот на друштвата за осигурување, сега се вкупно 4 осигурителни компании, да се зголемува со својата понуда, го зголемува интересот кај самите граѓани. Понатаму втор многу значаен фактор представува се поголемиот раст на така наречената осигурителна култура, односно поголемата свесност кај граѓаните дека осигурувањето на живот представува еден многу добар инструмент за да тие заштитат својата иднина, за да заштитат потенцијални финансиски загуби на својата фамилија, на своите наследници, доколку се случи ризикот прерана смрт на членовите од фамилијата кои што генерираат приходи за својата фамилија. Финансиската едукација секаде представува многу значаен фактор за развој на осигурувањето на живот, така да самите осигурителни компании, меѓутоа и ние како регулаторно тело, тука имаме клучна улога, бидејќи го промовираме животното осигурување дека представува сигурна инвестиција. Треба да се земе во предвид фактот дека еден просечен период на склучување на договор за животно осигурување изнесува 15 до 20 години. Кога некој ќе се одлучи да ги дава парите за толкав долг временски период, тој мора да има доверба према самата индустрија.
а за таа доверба да ја стекне, некој мора да постои тело кое што ќе води непосредна контрола на работењето на друштвата за осигурување, а тоа е Агенцијата за супервизија на осигурување како регулаторно и супервизиско тело, кој што води сметка дали друштвата за осигурување има доволно капитал, дали друштвата за осигурување има доволно издвоени резерви и дали ги чуваат парите на осигурениците. Токму таа наша улога, која што успешно ја остваруваме, представува еден дополнителен гарант кај граѓаните да стекнат доверба во друштвата за осигурување и да се одлучат да купат долгорочен продукт, каде што премијата ја плаќаат за 15-20 години. Понатаму, трет многу значаен фактор за развој на осигурувањето на живот представува монетарната стабилност, бидејќи поголемиот дел од полисите се, имајќи предвид и долгорочноста, се врзани за денарот, кој што од друга страна е на некој начин врзан за еврото, така да таа стабилност представува една дополнителна гаранција за граѓаните кога ќе купат полица за животно осигурување изразена во денари, дека не може да се случи да падне вредноста на валутата доколку би се променил курсот на денарот во однос на еврото. Така да природно е животното осигурување да расте со уште поголем интензитет во иднина. Понатаму, исто така значаен фактор е што се повеќе банките се вклучуваат во продажбата, во дистрибуцијата на производи од осигурување, сегментот на осигурување на живот, имено во делот на стамбеното кредитирање, потрошувачките кредити, се повеќе банките со цел да се заштитат и тие самите, меѓутоа за се заштити и кредитобарателот, доколку настане ризикот прерана смрт, од платата на кредитот ќе биде натовар на наследниците, односно на фамилијата, или евентуално ќе треба да ја активираат залогот, хипотеката, така натаму. Во случај кога имате вие осигурување на живот кој што служи како гаранција за невраќањето на кредитот доколку настане прерана смрт на кредитобарателот, тогаш ќе биде задоволството и за банката, но и за наследниците и за фамилијата, бидејќи товарот од неисплатениот дел од кредитот ќе падне на сметка на друштвото за осигурување. Така да се повеќе банките тука се вклучуваат и го промовираат осигурувањето на живот. Споменавте, значи, довербата кај граѓаните, кај македонците расте, тие треба да бидат сигурни дека вложените пари никогаш нема да им пропаднат. Да. Кажано, што е со свеста кај земјоделците? Дали кај нив се подигна дека треба да си ги осигураат посевите? Значи, ево сега ќе се префалиме кај неживотното осигурување, бидејќи и таму имаме високи стапки на пораст. Највисоката стапка на пораст во сегментот на неживотно осигурување се бележи кај имотното осигурување и тоа раст имаме од 19%. Ако сега го расчлениме имотното осигурување кој што го купуваат правни лица, фирми, имотно осигурување кој што го купуваат индивидуални граѓани, значи дали се тоа индивидуални земјоделци, дали се домакинства и така натаму, ќе видиме во двата сегменти имаме високи стапки на пораст. Ако зборуваме за физички лица, највисоката стапка на пораст имаме токму кај земјоделците, кај индивидуалните земјоделци, кои што се почесто се одлучуваат да купуваат земјоделско осигурување. Од 2015 година, во однос на 2014 година, стапката на пораст на премии продадени од земјоделско осигурување кај индивидуалните земјоделци изнесуваше над 70%. Благодарение на владината политика од 2008 година, кога се одлучи да субвенционираат премиите за земјоделско осигурување, се даде подстрек за развој на овај вид на осигурување. До 2008 година воопшто не се продаваше земјоделско осигурување. Меѓутоа, свесни сме ние и гледаме дека како резултат на директниот ефект од глобалните климатски промени се случуваат природни непогоди, дали се тоа во форма на
суша, дали се тоа во форма на поплава, во форма на ран мраз, град и така натаму, тие ризици се случуваат се почесто, значи фреквенцијата е се поголема, меѓутоа и интензитетот на штетите е се пообемен и поголем. Најефикасен, најдобар начин како земјоделците да се справат со овие ризици представува купување на земјоделско осигурување, каде што земјоделецот плаќа само 40% од премијата. 60% е субвенционирано од страна на владата. Со друга страна, ние исто така сме сведоци дека покрај тоа што владата субвенционира купување на земјоделско осигурување, покрај тоа што земјоделците купуваат и полиси за земјоделско осигурување, сепак кога ќе се случи голема елементарна непогода, знае владата директно да интервенира и да им надомести штетата на земјоделците. Сега ќе се постои прашањето дали тоа контрапродуктивно. Јас ќе ги кажам зошто и покрај таквата владена одлука да директно ги обештети земјоделците, зошто земјоделците се уште имаат интерес да купуваат земјоделско осигурување, а не се ослонува на тоа дека владата ќе даде помош. Имено кога се случи таква елементарна непогода, прво вие не знаете секојаш дали владата ќе излезе во пресрет или не. Второ, постапката околу директното обештетување на страна на владата е долгорочен процес, каде што се формираат на ниво на општина посебни комисии кои што не немаат експертизата да реално проценат колку е штетата на земјоделецот и при тоа не се покрива 100% од реалниот износ на штетата и исплатата на штетата ќе биде покасно, во зависност од буџетските средства, отколку оно што би го правила осигурителната компанија. Друштвата за осигурување, кои што нуда земјоделско осигурување, откако ќе ја процена штетата, тие имаат обврска во рок од 15 дена да ја платат. Што значи дека земјоделците ќе ги добијат парите одма, кои што им се потребни ради континуитет во процесот на репродукција и понатаму проценката на штета од страна на проценители овластени кои што имаат експертиза за да прават таа проценка е многу пофер, така да на задоволство на земјоделецот ќе добие реалното обештетување од страна на друштвата за осигурување. Така да затоа бројките се солидни. Сега има уште еден нов момент кој што би сакал да ги информирам на слушателите на вашето радио, а тоа е во јануари месец со измени во однос на владината политика во дело на субвенцирање на земјоделско осигурување се изврши уште одредени корекции за уште поголем стимул на субвенционирање на земјоделското осигурување. Имено до 2015 година имаше одредени ограничувања во однос на тоа за кои земјоделски култури може да се добијат субвенции во зависност од површината. Кажеме за пченица имаше до 1 хектар да може да се користи субвенција. Ако имате вие имот над 1 хектар, тогаш не можете да користите субвенции за тоа над 1 хектар. До 1 хектар можете. Тие ограничувања потполно се елиминираа, значи не постои никакво ограничување по видови на земјоделски култури во однос на земјоделската површина. Сега постои само едно ограничување, а тоа е дека максималната субвенција може да биде до 150.000 денари по индивидуален корисник. А индивидуален корисник може да биде индивидуален земјоделец, меѓутоа може да биде и правно лице кој што се занимава со земјоделска дејност. Претходно, сите правни лица што се занимава со земјоделска дејност, во најголемиот дел ги надминуваат тие ограничувања со земјоделска површина и не користеа субвенции. А сега можат и тие да користат субвенции. И трет момент е што постои субвенции за осигурување на животни, на добиток, кој што претходно не постоеше. А во делот на ризиците се субвенционират сите видови на ризици и од
природен вид на ризици, меѓутоа и од ризици кои што може да бидат последица од биолошки заболувања, кои што може да се случуваат болести и така натаму, некои епидемии кои што може да се случат на земјоделските култури, и тоа е сега предмет на субвенцирање. Така да очекуваме земјоделското осигурување повторно да бележи високи стапки на пораст. И она што исто многу значајно, што Агенцијата за супервизија на осигурување заедно со друштвата за осигурување, како и Агенцијата за развој на земјоделието и платежната агенција во континуитет од 1 март заклучно со мај месец, 3 месеци организира едукативни кампањи преку директни средби со земјоделците, каде што се информира земјоделците што значи земјоделско осигурување, од каде може да го купат, што покрива како ризици, кои може да бидат очекувањата, и дека ако се незадоволни од услугата на друштвото за осигурување, дека постои Агенцијата за супервизија на осигурување, која што води сметка да се заштити интересите на земјоделецот. Ќе зборуваме и за тоа, господине Поповски, овде предлагам да направиме мала музичка пауза, па ќе продолжиме со разговорот. Гостин во емисијата Бројки Климе Поповски, директор на Агенцијата за супервизија на осигурувањето. Зборувавме за одредени типови на осигурување. Господине Поповски, се воведе и доброволно здравствено осигурување. Што значи ова? Кои ќе бидат бенефитите за граѓаните кои што ќе се одлучат да купат ваквата полиса? Долго време друштвото за осигурување сака да влезат во овој вид на бизнис за да понудат на задоволство на граѓаните доброволно и приватно здравствено осигурување. Од 2014 година се донесе законот за доброволно здравствено осигурување, каде се даде простор на друштвото за осигурување да влезат во овој сегмент. Дел од 2014 година и дел од 2015 година друштвото за осигурување се занимава со своји припремни активности околу понудата на продуктите и добивање на согласност за да може да се занимаваат со овој вид на продукт, и веќе да кажеме во втората половина од 2015 година почна и со интензивна понуда, кампања и продажба на производи за доброволно здравствено осигурување. 3 клучни столба се опфатени со овој закон, каде што компаниите можат да нудат продукти. Првиот вид на столб или на продукт кој што може да го понудат се однесува за повисок стандард на услуги во рамките на државниот систем на здравство. Значи, ако некој сака во државниот систем на здравство да добие повисоко ниво на стандардни здравствени услуги, ево, например, ќе кажеме, ако некој треба да има болничка нега, дали сака да има своја соба со опремена, или со климатизирана, со телевизор и така натаму, значи може да се одлучи претходно си купи еден ваков продукт кој што ќе му гарантира дека ќе добие повисоко ниво на услуги. Вториот столб е во рамките на овој државен систем на здравство е да купи полиса каде што ќе бидат компензирани издатоците кои што ги прават граѓаните во делот на партиципацијата. Знаеме дека сите медицински услуги, без разлика што се користат во државното здравство, не се покриени целосно, така да тој непокриен дел граѓанинот треба да го плати од свој џеп, односно тоа е таа партиципација. Партиципацијата може да биде предмет на доброволно здравствено осигурување. И третиот столб, кој што е и да кажеме, актуелен, најатрактивен, каде што најголем интерес постои кај граѓаните, тоа е приватното здравствено осигурување, каде што друштва за осигурување во соработка со приватните здравствени установи, дали се тоа диагностички центри, дали се тоа клиники, дефинираат еден голем сет на здравствени услуги, од превенција, диагноза, па дури оперативни зафати, така натаму, здравствена нега, и каде што граѓаникот може наместо да си ја плати здравствената услуга во целост во приватните здравствени установи, тоа да биде подмирено од страна на друштвата за осигурување.
Постојат веќе 8 друштва за осигурување кои што ги нудат овие продукти и бројките покажуваат дека веќе имаме една солидна продажба, зборуваме негде од втора половина на 2015 година. Како за почеток, остварена продажба веќе негде околу над 6 милиони денари, значи 100.000 евра. И ние очекуваме дека токму доброволно здравствено осигурување на многу долг рок ќе биде еден значаен столб за развој воопшто на осигурителната индустрија. Дали може да се очекува нови типови на осигурување од страна на осигурителните компании? Еден од најважните клучни фактори за успех за развој на осигурителната индустрија представува иновативноста, креативноста и воведување на нови продукти. Без воведување на нови продукти не може да има ниту просперитет на самата индустрија, меѓутоа и на задоволство на клиентите, дали се тоа граѓаните или се тоа правните лица. Кај нас осигурителните компании, мајки предвид дека поголемиот дел од нив се дел од европски осигурителни групации, секако дека го пренесуваат неопходниот трансфер на знаење од нивните мајки компании и воведуваат интересни и атрактивни продукти. Ево да кажеме, во делот на неживотното осигурување веќе има компании кои што нудат осигурување на домашни миленичина. Па сега се размислуваат да воведат осигурување на велосипеди. Значи, кај што вие би го осигурале велосипедот од ризик кражба, меѓутоа и од можност вие да нанесете штета на трето лице, тоа е одговорност. Бидејќи вие кога возите велосипедот гледате дека се поголема и гостината и се поголема интересот на граѓаните да возат велосипед и вие можете да направите исто и таму сообраќајка, односно судар, како што можете и со автомобили, со мотори, мопеди и така натаму. Понатаму во делот на домакинското осигурување, каде што граѓаните ги осигуруваат својот имот, својот стан, куќа, викендичка, гаража, вообичаено најчесто се осигуруваме од ризик пожар, кражба и поплава предизвикана од пукање на цевки. Меѓутоа, сега се подостапни се и други видови на ризици, како да кажеме ризиците од катастрофална природа, како што е земјотресот, поплава предизвикана од временски непогоди. Најчесто тука граѓаните треба да обрнат внимание кога купуваат осигурување, класично домакинско осигурување. Ако ќе се спомне поплава, мора да се знае од каде е таа поплава. Дали е предизвикана евентуално од водоводни цевки или од надворешни атмосферски влијанија, односно од пороен дожд и така натаму, и тука се различни ризиците. Понатаму, одговорноста према трети лица исто е многу значаен сегмент. Ако вие имате поплава во вашиот стан или пожар да се случи во вашиот стан и поради тој ваш ризик да се предизвика материјална штета на вашиот сосед, на вашиот комшија и него да го опфати пожарот, значи штетата што ќе има вашиот комшија може да биде покриена и од вашата полиса, доколку вие купите одговорност према трето лице од вашиот имот. Понатаму, оно што е исто многу значајно од аспект на граѓаните, а што очекуваме се повеќе да дојде до израз, е осигурување од одговорност при консумирање на продукти. Тоа е нешто што, кажеме, во Соединените американски држави е многу развиено, се повеќе и во западноевропските држави, во секој учебник по осигурување се зборува за тој случај, популарно речен product liability. Ќе ви кажам еден интересен настан кој што пред многу години се случи во Америка. Значи имате жена која што влегла во Макдоналдс, си нарачала кафе, топло кафе, без предупредување дека дека кафето е топло и дека може да доби изгореница од тоа кафе и да внимава кога консумира кафето дека има предупредување дека е кафето жешко. И таа го
платила кафето, го зела во своји раци, толку што била жешка шољета кафе, таа го истурила кафето, имала изгореници по своето тело, докажала дека од тоа доживеела и нервен шок и големо била обештетувањето што директно Макдоналдс и го платило на жената. Станува збор за милиони долари. Од тој момент веќе станува се поголемо свеста на сите фирми, трговци кои што продаваат продукти за да се заштитат од евентуални вакви исплати на штети, да им купуваат осигурување, каде што друштвото за осигурување ќе надомести штетата доколку се случи непосакани последици по здравјето на човекот од консумирање на тој продукт. Меѓутоа и превентивно се делува, почна да се појавуваат предупредување да се внимава дека тој продукт е жежок, па внимавајте, одговорноста е ваша и така натаму. Претходно тоа го нема. Сега многу овој продукт е развивен во дело на фармацевската индустрија, која вие консумирате медицински лекови, може да има непосакани последици од тоа и затоа така начинето тој продукт liability или одговорност од консумирање на продукт е голем интерес има кај клиентите да побарат услуга од осигурителните компании, за осигурителните компании да ги платат тие штети. Понатаму има многу професии кои што по закон бара да има осигурување од одговорност, да кажеме, кај нас, да кажеме, по закон се бара нотарите, сметководителите, адвокатите, туристичките агенции, задолжително да имаат ваква полиса, која што ќе представува гаранција дека ако поради некоја немарност, негрижа, небрежност по нивното работење, предизвикаат директна финансиска загуба на нивните клиенти, таа финансиска загуба да биде надоместена од друштвото за осигурување. Пример, кој земе случај ако некој нотар нешто погрешно заведе во списите, кој што може да има директна финансиска загуба на нејзин клиент, клиентот ќе го тужи нотарот, нотарот да биде заштитен, тој ќе нема да ја плати штетата, него друштвото за осигурување ќе ја плати штетата во однос на клиентот. Така да се многу иновативни осигурителните компании и воведуваат се повеќе нови продукти. Ако во Америка се исплаќаат милионски суми оштета за истурено кафе, што е кај нас? Што доколку осигуреникот не е задоволен од исплатената сума, каде треба да побара помош? Доколку осигуреникот е незадоволен од услугата од осигурителната компанија во дело на надоместот на штета, следни се опциите кои што му стојат на располагање. Тој има прво право да се обрати до второстепена комисија при осигурителната компанија, а секоја осигурителна компанија има обврска да формира второстепена комисија која што повторно го разгледува неговото барење. Ако таа информација повторно не е задоволен осигуреникот, тогаш што има право да се обрати до Агенцијата за супервизија за осигурување, односно да поднесе представка, каде што ќе ни го објасни и образложи предметот и ние постапуваме по тој предмет и ние лично го испитуваме, се обраќаме до компаниите ни ги образложуваат сите аргументи кои што се за подкрепа на нивната одлука и ние цениме само дали друштвото за осигурување постапило согласно со општите и посебните услови на тој продукт. Иначе, доста граѓани веќе се обраќаат до нас за представки, но она што го имаме приметено, дека ако во 2012, 13, 14 година се зголемувал бројот на представки, веќе во 2015 година имаме пат од 25% на помал број на добијани представки од страна на граѓаните. Тоа ни дава за право да кажеме дека друштвото за осигурување се поддисциплинирани во однос на исплатата на штети од која што биле претходно, бидејќи имали соодветни мерки, санкции од нас, кои што сме ги изрекувале во однос на друштвото за осигурување, бидејќи нено нашите главни приоритети да водиме сметка за заштита на интересите на граѓаните.
но не секогаш и на представките кои што ги поднесуваат клиентите се во право и тоа исто мораме да го истакниме, бидејќи позната е, да кажеме, еден голем феномен во осигурувањето, а тоа е феноменот на осигурителни измами. Се проценува дека на светско ниво 10% од исплатата на штети произлегуваат од така наречени осигурителни измами. И затоа и друштвата за осигурување, немаме официјална бројка за тоа колкави се тие осигурителни измами. Ние бевме сведоци пред, ако добро се сеќавам, пред 3 или 4 години имаше една голема акција на Министерството за внатрешни работи, во кој ти открие една спрега, каде што беа врзани работени од осигурителни компании, адвокати, работени во Министерството за внатрешни работи, доктори, судии, кои што има една шема како да излекуваат пари од друштвата за осигурување. Значи, тоа е познат феномен и затоа некојаш осигурителни компании се предпазливи. Меѓутоа, би сакал јас ради запознавање и информираност на слушателите, на граѓаните, да им кажам дека нашата улога е, ние немаме експертиза да кажеме со брекајка. Ако некој возило оштетено и ако осигурителната компанија ќе процени дека материјалната штета на тоа возило е 100.000 денари, а осигуреникот очекува да бидат 200.000 денари, нашата улога е да видиме дали таа понуда што ја доставила осигурителната компанија согласно со општите посебни услови. Ако осигуреникот не е задоволен со понудениот износ, тогаш правдата ќе се ја бара на суд. Бидејќи ние немаме таа улога да донесеме одлука дека толку и толку би требало да биде износот на штета. Ние само гледаме дали компанијата работи согласно со нивните општи и посебни услови и дали осигурителната компанија има доволен износ на ликвидни пари за да ја плати штетата. Која е најголемата сума исплатена минатата година? Минатата година имавме една доста висока штета која што беше платена, може би таа е една од повисоко исплатените штети воопшто во Република Македонија. Износот ни достигна околу 2 милиони евра. Станува збор за комплетно изгорена фабрика, која што фабрика изгоре во 2014 година. Меѓутоа се чекаше да се комплементира документацијата и се исплати во 2015 година. Но очекуваме од 2016 година може би да биде исплатени рекордно највисоката штета. Ако се сеќавате, во 2014 година имаше еден многу голем несреќен случај кога еден хеликоптер се струши, тоа беше полициски хеликоптер во кој што загинаа и припадници на МВР. Тоа беше во Струпница летото 2014 година. Се уште е во фаза на обработка таа штета. Има квалитетно реосигурување, а се проценува дека износот на исплатата на штета може да достигне до 10 милиони евра. Така да може би таа штета која што би очекуваме да биде платена од 2016 година да ги собори сите рекорди во исплата на штета. Дали се најавени измени кај осигурувањето од автоодговорност, господине Поповски? Значи, до овој момент не се најавени измени во делот на автоодговорноста, иако знаеме дека секоја година автоодговорноста е предмет на голем интерес на сите чинители и владата е тука директно инволвирана, друштвата за осигурување, агенцијата за супервизија, меѓутоа и самите граѓани. Цената на автоодговорност кај нас се одредува на државно регулирана, значи немаме либерализирана цена, немаме слободно формирање на цена и вообичаено таа цена се одредува од страна на владата. Оно што можам слободно да го кажам е дека ние континуирано вршиме анализа за цената на автоодговорност и податоците кои што токму неодамна ги добив и од соседните земји укажуваат дека ние
имаме најниска цена на автоодговорност во регионов. Кај нас просечната цена за автоодговорност е 5397 денари. Просечна цена во смисла за сите видови на возила, кои ги ставиме во еден куп. Додека ова просечна цена, да кажеме во Србија, изнесува 92 евра, во Црна Гора изнесува 111 евра, во Албанија 120 евра, во Косово, во Босна и Херцеговина 140 евра. Значи имаме едни најниските цени на автоодговорност. Без разлика што имаме најниски цени на автоодговорност, не сум сигурен дека ќе има простор за корекции ни надоле, ниту нагоре. Бидејќи согласно со динамиката на штети кои што се случуваат, гледаме дека со ова ниска цена сепак постои можност и друштвата за осигурување да остварат одредени заработки, а сигурно дека ниската цена е на задоволство на граѓаните. Моето последно прашање до вас е кои ќе бидат приоритети на Агенцијата за супервизија за оваа година? Па еден од најважните приоритети е што ние започнавме со еден голем проект заедно со Министерството за финансии. Тоа е твининг проект, каде што како партнери добивме шпанското регулаторно тело за кој се занимава со супервизија на осигурувањето. Тој е нов проект, треба да ни донесе еден комплетно нов закон за осигурување, усогласен со најновата директива на Европска комисија, популарно наречена Солвентност 2, кој што на крајна ден значи поригорозни капитални барања за друштвата за осигурување, поквалитетно управување со ризиците од страна на друштвата за осигурување, подобар систем на корпоративно управување од страна на друштвата за осигурување, а се во интерес на поголема заштита на интересите на клиентите. Така да тоа е еден крупна реформа која што ќе се направи. Во моментов во Европа тоа се случува. Од 1 јануари 2016 веќе стапува на сила таа директива. Сите земји членки на Европска унија таа директива ги преточија во сопствени национални закони. Ние сега работиме на припрема околу тој закон, а некое догледно време ќе биде исто тој закон усвоен. Иначе во однос, и ова би сакал да го потенцирам, на самата осигурителна индустрија, имајќи предвид дека има голем потенцијал за развој осигурувањето во Република Македонија, бидејќи стапката на пенетрација е многу ниска, стапката на густина која што мери колку просечна премија по глава на жител отпаѓа е исто така ниска, но тие ниски стапки на индикатори кажуваат дека постои голем потенцијал. Ние во моментов имаме 15 друштва за осигурување, 11 во сегментот на неживотно осигурување, 4 во сегментот на животно осигурување, но постојат интерес за нови инвеститори и можам слободно да веќе ги информирам слушателите, граѓаните, јавноста дека добивме информација дека на Европска осигурителна групација донесе одлука на ниво на борд на директори дека ќе инвестираат во формирање на ново друштво за осигурување во Република Македонија. Така да очекуваме дека до крај на оваа година ќе се регистрира уште една нова осигурителна компанија и ќе нарасте бројката на 16. Господине Поповски, аз ви благодарам што бевте гостин во емисијата Бројки. Благодарам и за вашата покана и поздрав до слушателите на Радио Слободна Македонија. Ви благодарам. Да слушнеме малку музика, а потоа и најважните економски настани. Во емисијата Бројки ве информирам и за најактуелните економски настани оваа недела. 48 општини имаат локации за изградба на типски населби. Според проценките, во овие населби ќе бидат изградени најмалку 7600 куќи. Иницијативата на Никола Груевски од пред еден месец дава резултати. Општините покажуваат голем интерес за проектот Купи куќа за млади. Да бидеме брзи и ефикасни. Секако, услугите кои што ќе ги дава владата, министрите, градот Скопје, ќе важат за сите. Можноста ќе биде за сите, и за вас, градоначалниците од
ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, но и за сите останати градоначалници од други политички партии. На нив ќе биде дали ќе ги искористат. На крајот на состанокот ќе барам секој од вас да излезе со рокови во кои што ќе може да обезбеди одреден број на локации на кои што граѓаните, младите до 35 години, кои што сакаат да ги кои што можат да ги кои што ги исполнуваат условите практично, ќе можат да обезбедат локација за инвестирање во собствена куќа согласно условите на законот кој што неодамна владата го предложи и парламентот го. Десетици бесплатни проекти и услуги за повеќе категории граѓани. Владата во изминатиот период овозможи бесплатни поволности за над 300.000 пензионери, 150.000 семејства на основци, но и за средношколци, земјоделци и социјалци. Ваквите мерки кои го подобруваат квалитетот на животот на граѓаните ќе продолжат и натаму. Основна цел на сите овие бесплатни проекти и мерки кои што ги воведуваме и кои што ги реализираме е државата да покрие дел од трошоците, а граѓаните и семејствата кои што порано имале издатоци по однос на овие услуги, сега тие заштеди во средства да може да ги употребат за задоволување на други нивни потреби. Мерките се димензионирани да опфаќаат поголем број на општествени групи и согласно пресметките кои што се направени во изминатиот период, населението по однос на сите овие мерки кои што ги финансира државата има остварено значителни заштеди. Акциите на македонските компании на регионална берзанска платформа. 3 берзи од регионот со помош на грант од ДЕБОР основаа заедничка платформа за тргување со акциите на 400 компании, кои ќе станат повидливи на регионално, но и на глобално ниво. Платформата C-Link е само прва фаза во нашето работење, не е нашата крајна цел, тоа ќе им помогне на сите членки што за на овој начин ќе се здружат во своето работење во голема мера да се развијат и од мали берзи да пораснат во еден поголем пазар. На Скопскиот аеродром промоција на најавените нови линии. Од сега Визер 2 пати неделно ќе лета за Берлин, Братислава и Копенхаген. Со воведување на трите нови линии создаваме можност преку поволни цени на билетите да се посетат и овие градови во Европа, во функција на развој на економијата, образованието, културата, здравството, туризмот и така натака. Овој тренд на пораст го продолжуваме и оваа година. Во првите 2 месеца зголемувањето е 27%. Распишан е новиот повик за практиканство. Огласот предвидува 500 невработени со средно или високо образование да стекнат практични вештини, но и шанса за вработување во приватните компании. До сега, низ годините наназад, преку мерката практиканство се ангажирани над 2500 млади лица, од кои што 1315 се вработени. Покрај овој проект во тек е и обуката за стекнување на кандидатите со познавање странски јазици и компјутерски вештини. Ние имаме за оваа година планирано 1000 обуки за странски јазици, тоа германски, англиски и француски јазик, а воедно имаме уште за 1000 луѓе кои што ќе се обучуваат за основните IT вештини, значи од делот на Excel, PowerPoint, Word и така натака. Американската компанија Амфенол ќе гради трета фабрика во Колчани. Веста за инвестицијата на својот Facebook профил ја сподели Никола Груевски. Ова е уште една одлична вест за граѓаните, која значи нови вработувања и развој на македонската економија. Ќе вработат 550 лица и заедно со досега вработените ќе имаат до крајот на оваа година вкупно 1300 вработени лица. Ќе допринесе за понатамошно намалување на невработеноста. Од 2006 година во Кочани беа регистрирани 11.200 невработени. Денеска во Кочани се регистрирани само 5600, значи половина од невработеноста во Кочани е намалена. Овде завршува емисијата Бројки во продукција на Радио Слободна Македонија. Денеска 31 март со мене уредник и водител Наташа Мерисовска и Едина Вучков техничка реализација. За нови актуелни содржини слушајте не и наредниот четврток во истиот термин. Јас ви посакувам пријатен ден. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија.